Синоќ во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци, Сузана Турунџиева на Кавадарчани им го представи своето девето литературно чедо. Среќо Метар е прирачник за среќни луѓе и за оние кои сакаат да ја доживеат среќата во секој можен облик, а Турунџиева на промоцијата, како и секогаш, беше полна со емоции. Среќометарот е нешто на кое јас сум навистина многу горда. Прво затоа што цела есен бев убедена дека се видело од мојата среќа и дека среќата не е за сите луѓе, туку за оние одбраните или оние кои се родени со некој голем късмет. Но си дадов задача оваа зима, за време на зимскиот распуст, додека бев со моите деца во Крушево, да го понесам со себе компјутерот и да се обидам. Или ќе ја продолжам приказката за среќата, потрагата по среќата, или трајно ќе го избришам документот како никогаш да не постоел во мојот компјутер. Првите 2 дена ништо не отворив и ништо не сакав да силувам, но третиот ден собрав храброст и се навратив на текстот од самиот почеток, кога мислев дека јас сум навистина најсреќната жена на светот и дека се што правам и се што ме обкружува ми носи и ми шири исклучиво само среќа. Ми успеа, иако не беше лесно, ми успеа да го составам животот пред и потоа и да навлезам во онаа потрага по среќа која навистина не зависела ниту од нашата финансиска состојба, не зависела ниту од тоа дали ние потекнуваме од некое благородничко семејство или дали живееме во Њујорк или во Кавадарци, туку зависи од нас самите. И дека нема посовршена монотонија од онаа монотонија кога ќе го откриеш внатрешниот мир, кога ќе го препознаеш твојот внатрешен глас, кога ќе ги најдеш одговорите за вистината за себе, која е твојата мисија, зошто си ти дојден на овој свет. И токму така ја врзав приказната за Среќометарот, со што на крај бев и пријатно изненадена од самата себе си. И мислам дека тие 20 поглавја кои што ги сместив во овој Среќометар се една добра водилка за многу луѓе кои мислат дека не може секој да биде среќен, дека ако еднаш, 2 пати, 3 пати сме ги испуштиле шансите, дека нема место за среќа во нашиот живот. Така да нема многу да ја фалам книгата, само ќе им препорачам на сите оние кои што стремат кон подобра верзија од самите себе си и кои не се откажале и не кренале раце од својот живот, да го прочитаат Среќометарот, да извлечат поука, да ја распакуваат најбитната порака која е внатре вметната и да почнат да го применуваат сето тоа во пракса, а задолжително патем да се обидат, да склучат примирие со минатото. Бидејќи лошите искуства и се она што во минатото ни се случувало, обично е најголемиот кочничар за нашата среќа и за се убаво што евентуално би можело да ни се случи. Следната промоција сигурно ќе биде на есен, бидејќи јас и уште минатата година, кога констатирав дека имам една голема армија на читатели кои не само што сакаат да си ги набават книгите, туку сакаат и средба со мене, сакаат да разменат искуства, сакаат да се сликаме, сакаат да се гушнеме, сакаат да си поразговараме и заради тоа правам напори 2 пати во годината да ги организирам овие каравани на книгата. Пролетен караван кој почнува од крајот на март, трае до април, некогаш и мај, зависно од тоа како ќе се поклопат празниците. И есенски караван кој го стартувам во средината на октомври, ноември и некаде до половината на декември. Значи, ние во Кавадарци сигурно ќе се видиме во октомври, верувам, со Реставратор, тоа е мојот 10-ти роман.